Почитувани ученици, ве поздравувам од виртуелната училница. Јас сум наставник Снежана Степановска од училиштето Димитар Македонски од општина Аеродром од Скопје. Денеска ќе учиме од хемијата за 8 одделение за универзалниот индикатор и ПХ скалата. Пожелно е пред себе да имате тетрадка и прибор за пишување. Повремено ќе го стопираме видеото и ќе одговараме на прашањата. Потоа ќе продолжуваме со видеото за да видиме дали точно сме одговориле. Како што веќе гледате, на мониторот имаме слайд во кој што имаме универзален индикатор и ПХ скала наслов на нашата наставна содржина. Целите на часот ќе бидат да учениците да разликуваат обичен од универзален индикатор, да ја знаат ПХ скалата, затоа што со неја треба да вршат наблюдувања и предвидувања. Универзалниот индикатор изгледа вака, како универзална хартија која што е поставена во посебни кутички на кои што одозгора се наоѓаат ленти со бои кои што служат за споредување. За сето ова подетално ќе зборуваме подоцна. Најпрвин ќе ве замолам да го стопирате видеово и да размислите на следните прашања. Првото прашање е што го прави еден индикатор да биде добар? Подсетете се на индикаторите кои што ги учевме на минатите часове. И потоа преминуваме на второто прашање. Што е проблемот кај индикаторот кој што има само две бои? За да ви помогнам овде, со 3 слики имам поставено индикатори што покажуваат само две бои. Тоа е лакмусовата хартија, фенофталин и метил оранж. Што ги разгледаме сликите од различниве индикатори, ние ќе треба по ова да одговориме на сликата се наоѓаат две лабораториски чаши. Во нив се наоѓа, гледате, исто количество на раствор, но тој не е ист. Со помош на лакмусовата хартија, овдека сме откриле за која субстанца станува збор кога е во чашата А, а која е субстанцата која што е во чашата Б. Потоа ќе ги разгледаме лабораториските чаши каде што има ставено фенофталин и метил оранж. Ќе треба да ми одговорите на следното прашање. Што мислите, каков раствор има во чашата А, бидејќи тој е истиот, само се ставени различни индикатори? И каков раствор се наоѓа во чашата Б? Ако сме готови со размислувањето, можете да го пуштите видеото и да ги видиме можните одговори. За првото прашање, одговорот би бил дека индикаторот за да биде добар треба да реагира на киселини или бази и мора да има лесно забележива промена на бојата. За второто, вели одговорот можен би бил проблемот кај индикаторот што има две бои е што определува дали станува збор за киселина или за база, но не ја определува јачината на истата. Внимавајте, не ја определува јачината на киселината и на базата. А во некои ситуации нам не е потребно само да знаеме дали растворот е кисел или базен, туку колку е тој јак. За прашањето поврзано со сликата, значи во лабораториската чаша што беше обележена со А, има киселина, додека во лабораториската чаша што беше обележена со Б, има база. Сега ќе ве замолам да се забележите ова што е подвлечено, што е најважно да научиме за универзалните индикатори како показатели. Покрај најчесто користените индикатори, како што е сината и црвената лакмусова хартија, фенофталинот и метил оранжот, во хемиските лаборатории за мерење на јачината на киселоста или базноста се користи универзален индикатор. Универзалниот индикатор е всушност индикаторска хартија која е натопена во универзален индикатор и исушена. Со неа секогаш приложена и обоена скала за споредување. Ова велам уште еднаш е добро да се го препишете во вашите тетрадки, за да ви биде подобро кога ќе треба да правите повторување на темата, да може да се потсетите. Индикаторот се користи за приближни определување на ПХ на растворот.
pH скалата е нумерирана од 1 до 14. Сега подетално ќе го разгледаме всушност универзалниот индикатор. Универзалниот индикатор, ученици, се состои со бројки од 1 до 14, кои што секој број е соодветно пропратен со боја. За да можеме полесно да го научиме, ние тука ќе се подсетиме на она што и лани го учеме по биологија, дека со седмица се е поврзано, седмица ни покажува неутрална средина, дека од 1 до 7 средините се кисели, од 7 до 14 дека средините се базни. Но кога треба да ги научиме подетално, ќе си почнеме вака. Погледнете, кај седмицата ви забележувам дека е неутрална. Како се оди кон помалите броеви, значи кон 6, кон 5, имаме слабо кисела средина. А како се оди кон помалите броеви до 1, имаме многу кисело, се зголемува киселоста. Ке помине известно време и можно е да се забориме, па можно да имаме дилема ако имаме броеви да мислиме дека што ме бројот поголем од 7, значи е кисело. Не, што ме бројот помал, значи дека киселината е појака. Иако ни се чини нели дека нешто што е поголем број, значи нешто што е појако. Додека што се случува со базите? Значи од 7 до 14. Како одиме од 7 кон 8 кон 9 имаме слаби бази, но како се придвижуваме кон 14 имаме јаки бази, односно средината станува многу базна или алкална. Откако ќе си го научиме ова, најважно е да ги научиме на овој час и боите. Боите се учат почнувајќи од неутралната. Неутралната средина секогаш е обоена со зелено. За да ги научиме, повторно ќе појдеме кон киселините. Значи, ако седмицата е зелена, кога одиме кон шеската, бојата станува посветла и се добива светло зелена. Петката е жолта, четворката е беж. Меѓутоа, како се оди кон тројката, двојката и единицата, забележуваме дека има затемнување на боите, па тројката е портокалова, двојката е розева, единицата е црвена. Ајде да видиме што се случува со броевите од 7 до 14. Од 7 како се оди кон 8, ако 7 е зелено, таму се затемнува бојата и се добива темно зелено. Потоа на 9 е тиркизна. 9 е тиркизна, тоа е сино-зелена. Погледнете, 10, 11 и 12 се обоени со сино, со тоа што 10-ката е светло сино, 11-ката е сина, а 12-ката е темно сина. Како се оди кон 13 и 14, бидејќи средината станува многу алкална, за да предупредува се темно обоени и 13-ката е виолетова, а 14-ката е пурпурна. Во првиот момент ви изгледа тешко за помнење. Меѓутоа, ако имаме во предвид дека веќе сите знаеме дека седмицата е неутрално зелена и дека се што е нешто опасно, а се рачуна за киселина, дека е црвено, а се што е базно, дека тежне е кон виолетово, и со идеите за креирање што ќе ви ги покажам на крајот од часов, ќе се сложите дека на лесен и интересен начин ќе ги научите боите на pH скалата. Сега ќе си забележиме нешто што е важно за универзалниот индикатор. Универзалниот индикатор ни покажува колку силна киселина или база е еден раствор. Кај неутралните раствори, универзалниот индикатор е зелено обоен. Бојата на универзалниот индикатор ја поврзуваме со pH скалата. Еве уште еднаш подсетувам дека тој има броеви од 1 до 14 и на 7 е неутрално, на 1 е кисело, а на 14 е базно. Вака изгледа универзалниот индикатор и до него имаме лента за споредување. Кога лентата ќе ја скинеме и ќе ја потопиме во растворот, таа ќе добие соодветна боја, потоа ќе ја исушиме и ќе ја споредиме, споредувајќи ја ќе добиеме представа за
тоа каков раствор имаме пред нас, дали е кисел или е базен и колку е неговата јачина според pH скалата. Сега малку ќе истражуваме со pH скалата. Како што пред малку ви опишав, еве тука имаме со броеви, со боја, подолу имаме повторно објаснето 7 дека е неутрално, кон 0,1 дека е кисело, кон 14 дека е алкално базно. Ама сега тука имаме различни супстанции за кои што треба да откриеме дали тие покажуваат кисели или базни својства кога се растворени. Па ќе почнам од лево кон десно да ги толкуваме. Лево, на прво место, со бројот 0, ни се наоѓа батеријата, односно киселината што е сместена во батеријата. Значи, во батериите имаме јака киселина. Потоа, на број 1, јака киселина представува и желудечната киселина. Со број 2 ни е обележана лимонската киселина. Со број 3 ни е обележан винскиот оцет. Винскиот оцет што го користиме во исхраната средно кисела. Со број 4 ни е доматот, слабо кисела средина. Со број 5 ни е кафето. Овдека малце ќе дискутираме, вие знаете дека кафето не треба да се претерува со него, заради тоа што тоа кафето можно е да ја зголеми киселоста во желудникот и да направи проблем ако се претерува со него. Може би досега не сте знаеле дека кафето ја зголемува киселоста во желудникот. На број 6 се наоѓа млекото. Значи млекото е слабо кисело, меѓутоа тоа што го знаеме дека е слабо кисело, треба да ни каже дека секогаш после земење на млекото треба да го ставаме во фрижидер, затоа што тоа тежно е кон тоа да му се зголеми киселоста и да се расипе. На 7 се наоѓа водата. Водата кога е чиста, таа е неутрална. Измеѓу 7 и 8, некаде до 7,5, ама овде на 8 е забележана епровитата со крв. Треба да знаеме дека нашата крв треба да биде слабо базна. Затоа, кога внесуваме некои намирници кои што ни ја киселуваат средината во желудникот и воопшто во телото, треба да знаеме и да внимаваме на здравата исхрана. Одеме понатаму, со реден број 9 е сода бикарбона. Сода бикарбоната покажува и таа базни својства. Со реден број 10 ни се таблетите за болки во желудникот. Погледнете, тука баш сакам да се задржам. Погледнете, ако е под реден број 10 таблетата, таа се пиене или се голта во желудникот што има киселина 1. Во еден момент таа треба да неутрализира киселината за да престане за момент болката која што имаме во желудникот. Затоа и се пијат тие таблети за да ја неутрализираат киселоста. Под реден број 11 е амониумовиот раствор, или базен раствор. Под број 12 ми се наоѓаат сапуните. Тоа е тоа што е актуелно, дека треба многу да ги миеме раците со сапун, затоа што видете, сапунот има базни својства и тој, миејќи ги рацете, кога ги миеме, ги отстрануваме нечистотиите и киселините од рацете или од нашето тело и на тој начин алкалната средина што има сапунот неутрализира да не се продолжи со киселите реакции на субстанциите по нашата кожа. На реден број 13 се наоѓа белилото. На реден број 14 се наоѓаат средствата за чистење. Тука најпознати се оние средствата за одзапнување на сифоните, за одводите. Значи тие представуваат јаки базни средства кои што треба за сушените, залепените масноти во одводите да ги одвојат и да може водата во умивалниците во кадите слободно да се одлева. Што значи pH скалата гледате да наоѓа примена во секојдневниот живот. Сега ќе ве замолам да го стопирате видеото, затоа што ќе треба да решиме една задача. Задачата гласи вака. Одредете ги растворите чии pH вредности се дадени, почнувајќи од најкиселите. Еве ги вредностите кои што ви ги задавам. Тоа се 0, 2, 10, 6, 3, 13,5 и 8,5.
Некои од вас можат да ги препишат, да ги подредат. Други можат директно како ги препишувате, така да ги подредувате. Меѓутоа, секогаш ве внимавајте на зададената задача, дека треба да почнувате од најкиселиот кон базниот. Одговорот гласи вака. pH вредноста според киселоста требаше да биде вака подредена 0, 2, 3, 6, 8,5, 10 и 13,5. Може би на почетокот, кога ви ја зададов задачата, се збунивте, затоа што тука, додека ја објаснував pH скалата, не спомнав никаде во скалата децимални броеви. Но pH вредноста може да се изразува и во децимали, а се разбира, за да можеме да дојдеме до вакви вредности, тие вредности се добиваат кога се користи посебен апарат во хемиските лаборатории, кој што се нарекува pH метр. Таму добиената вредност ќе оди со децимали, додека на скалата, како што е скалата од pH метарот ние која што си ја учиме, таа вредност би била некаде овде, ако е ова 6,75, значи би било овдека некаде како слабо кисела е оваа средина по логика што се наоѓа во оваа некоја вода. И на крајот, како што ви кажав, денес на ова видео ќе посакам после овој час да бидете креативни и да направите ваша pH скала. За да можете да ви биде полесно, јас овде ви ги покажувам изработките од моите ученици кои што ги имам во збирката во мојот кабинет по хемија. Изработувајќи ги, полесно ќе ја научите. Потоа, овие ваши изработки ќе ги красат кабинетите по хемија во вашите училишта. Читувани ученици, ви благодарам за вниманието.